Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување. Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општата болница од Кочани доби заштитни униформи за сите вработени како донација од бизнис секторот. До крајот на месецот се најавува уште една помош во опрема и медицински уреди. Комплетни униформи во вредност од околу 600.000 денари добија вработените во Општа болница Кочани како донација од бизнис секторот. Се работи за современа заштитна облека според европските стандарди, што потврдувајќи ја својата општествена одговорност ја донесоа 3 фирми. На предавањето на донацијата беше речено дека станува збор за почетна соработка меѓу стопанските субјекти и Кочанската здравствена институција, што ќе продолжи и во иднина, а со цел да им се помогне и на вработените и на граѓаните кои ги користат здравствените услуги. Всушност, компаниите позитивно одговориле на повикот што пред известно време го упати градоначалникот Никол Чуилиев да му се помогне на кочанското здравство. Реализираме на донација во вкупно 280 униформи за целокупниот персонал на Општа болница. Главниот донатор е фирмата Албиро од Австрија, која што е професионалец во производството на овакви униформи и кои униформи се користат насекаде во Европа, што значи дека униформите се навистина со еден европски стандард и европски квалитет и другиот дел од донацијата го реализираат фирмата Филип Интернационал и ИНТ, што значи дека двете фирми помогна да целокупната ова акција биде спроведена на начин на кој беше договорено. Директорката на Општа болница Борка Панова, која ја прими донацијата, се заблагодари за помошта и истакна дека со оглед на лошата материјално-финансиска состојба во која се наоѓа институцијата и воопшто здравството кај нас, добиената заштитна облика е повеќе од добре дојдена. Еден по еден проблем се решаваат во здравството, поради што имам јас голема благодарност од моје лично име и името на персоналот во Општа болница Кочани, голема благодарност за оваа донација, бидејќи ние како Општа болница не сме финансиски способни да ги обезбедиме униформите за здравствените работници. Сега со оваа донација сите здравствени работници имат практично униформи кои доликуваат на еден здравствен центар, појдувајќи со сите тие стандарди што се пропишуваат во здравството. Градоначалникот Илиев најави дека ова е само почеток на акцијата за донирање опрема и уреди во болницата, а ги повика и другите фирми во Кочани и регионот да се вклучат во донациите. Стопанствениците од општина Кочани, а посебно повик до оние кои се корисници на бузички средства, односно кои учествуваат во избедба на проекти. Мојата желба е да ги повикаме и да се вклучат во вакви донаторски акции, се со цел да допринесеме да ги подобриме колку толку условите во општата болница и во секоја сфера на нашето секојдневие. Во изминатите неколку месеци, ова е трета поголема донација за болницата во Кочани, откако на крајот на минатата година австријска хуманитарна организација донираше опрема и уреди за лицата со инвалидитет, а пред 10 дена опрема и медицински помагала донираше и хуманитарната организација Hands to Hands од Шведска. Виница и Банско ги договорија проектите со кои ќе аплицираат пред европските фондови. Градоначалникот на Банско, Ѓорги Икономов, средбата во Виница ја искористи и за проширување на соработката во областа на гасификацијата. Реконструкција на киносалата во Виница и монтажна бина за одржување културни настани се двата проекти со кои планира да аплицира Виница на предстојниот втор повик од ИПА програмата за прекогранична соработка Македонија-Бугарија со лимит до 250.000 евра по општина. Денес во општина Виница присуствуваше делегација од општина
Банско, предводена од нивниот градоначалник. Разговаравме за проекти кои што ќе аплицираме заедно двете општини. Еден од таквите проекти е реконструкција на нашата киносала во општина Виница, друг проект е реализација на монтажна бина која што ќе ја користиме за фестивали и деловите на културни настани кои што ги приредува нашата општина. Градоначалникот на Банско, Ѓорги Икономов, средбата во Виница ја искористи и за проширување на соработката во областа на гасификацијата. Општина Виница, во деталниот урбанистички план, има донесена алокација каде што ќе биде гасната станица. Значи, предвидени се такви проекти, меѓутоа мораме да ги видиме законите кои што се предвидени од наша страна, од страна на Република Македонија, пред се бидејќи знаеме дека до крајот на оваа година треба да се изгради и гасоводот до Штип. Се надеваме дека следната година ќе има крак и до општините Кочани и Виница. Виница и Банско, како збратимени општини, веќе имаат позитивни искуства во реализација на заеднички проекти од областта на туризмот, со кој пред неколку години беше подобрена инфраструктурата на Виничко кале со асфалт и осветлување. По изминувањето на 100 дена од владењето на новата локална власт, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на прес го споредија работењето на СДСМ во првите 100 дена од владењето со 100 дена кога ВМРО ДПМН беше на власт. На пресот ги повикаа граѓаните да дадат оценка за тоа кој гради и кој партиципира демократија. По изминувањето на 100 дена од владењето на новата локална власт предводена од СДСМ, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани на пресконференција го критикуваше работењето на СДСМ, истакнувајќи дека капиталните проекти што ги ветиле во предизборието не ни започнале да ги реализираат, туку напротив спровеле проекти кои што не им се на корист на граѓаните. Во изминатите 100 дена од доаѓањето на новата локална власт под мотото Живот за сите, со нивните нови најавени проекти: чист воздух за сите, чиста вода за сите, плата од 500 евра за сите, подобар живот за сите, расчистување со непотизмот во сите слоеви на општествениот живот. Новата локална власт од овие проекти ги спроведе следните: незаконско зголемување на данокот на градежно земјиште, партиски и семејни вработувања на членови на семејствата на високи функционери, зголемување на цената на водата за пиење, тампонирање на 500 метри изгреба на асфалт на магистрален пат Кочани-Делчево, проект на ВМРО ДПМН, поставување на 150 метри квадратни бекатон плочки, незаконска промена на раководители и директори на локално ниво под присила, уцена и закана, незаконска промена на членови на управни одбори и училишни одбори, политички прогон на политичките неистомисленици. За капиталните проекти, кои се од суштинско значење за животот на граѓаните на општина Кочани, се уште не слушнавме ништо. Продолжување на стопираните активности на проектот Брана Речани, проектот Експресен пат Штип-Кочани и други веќе отпочнати проекти. На крајот од пресот, членовите на ВМРО ДПМН направија споредба на 100 дена изминати од владењето на СДСМ со 100 дена од владењето на ВМРО ДПМН и истакнаа дека според нив имало голема разлика во однос на реализираните проекти кои што ги ветиле на граѓаните и ги оствариле. Намалување на данокот на градишно земјиште за 25%, изградба и осветлување на повеќенаменско игралиште во основно училиште Кирил и Методи, распишување на конкурс за изградба на фонтана и паркинг простор над Кочанска река за решавање на сообраќајниот метеж, замена на старите прозорци со нови во основните училишта Никола Карев и Крсте Петков Мисирков во Оризај, реновирање на мостот на Оризарска река и проширување и осветлување на влезот во насело Оризај, попис и замена на електричните улични светилки во периферните реони во Кочани, отпочната акција за изградба на потпорни ѕидови и многу други проекти. ВМРО ДПМН ќе продолжи будно да ја следи работата на новата локална власт во наредниот период, а останува на граѓаните да дадат оценка за тоа кој гради и кој партиципира демократија, беше речено на пресот. Реакција на градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев по пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Почтувани представници на Општинскиот огранок на ВМРО ДПМН, вашата оцена на работата на новата локална власт во изминативе 100 дена е пукање во празно. Автогол со првата реченица и потврда дека се што сме направиле досега
е коректно и во интерес на граѓаните. Затоа ВМРО ДПМНЕ ги подражал сите досегашни проекти и одлуки. Јавноста знае што сработивме изминативе 100 дена, затоа што работиме транспарентно и отворено, дебатираме и со граѓаните и со стручната јавност, а за се решава Советот. Колку за илустрација, наспрема вашите фалби за подпорните ѕидови и бетонирани улички, ние во првите 100 дена добивме 13,5 милиони денари за реконструкција на Центарот за култура Бели Мугри. Вие ставивте нови прозорци во училиштата, но ги потонавте во долгови од 43 милиони денари. Зборувате за партизација во образованието, а заборавивте дека насила ги носевте наставниците на митинзи и ги претворивте во партиска машинерија. Спомнувате зголемување на данок. Заборавивте ли дека во 2009 година со нова методологија сите граѓани добија повисоки даночни сметки? Исклучоците беа ретки, но вам веројатно ви се познати. Неоправдано спомнувате непотизам, да ве подсетиме ли кој се е вработен во локалната самоуправа. Не загрижуваат вашето критизерство и неинформираност, особено кога зборувате за цената на водата, за која сите знаат дека е намалена. Многу од она што вие го работевте, јавноста не знае. Не може ни да претпостави колку штетни се последиците од работењето на претходната власт. Затекнавме за останати долгови, судски спорови, безидејна и инертна раководна администрација. Вистина е дека работиме поинаку од вас. По 100 дена финансиската состојба е стабилизирана. Разговараме за проекти во кои нема уцени и провизии, меѓу нив и браната Речани, која ќе продолжи да се гради. Граѓаните знаат дека сега локалната власт работи поинаку од вас. Законито, одговорно, транспарентно и отчетно. Се вели во реакцијата од кабинетот на градоначалникот на општина Кочани. Со писмена реакција на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ одговорија и од Општинската организација на СДСМ Кочани. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Кочани, очигледно следејќи ги наредбите на нивната централа во Скопје, денеска имаше пресконференција во обид. Во секој искажен збор видливо е безидејното и паушално нафрлање празни зборови, само да се удоволи на партиската врхушка. Кочанските ВМРО-вци, без вистински факти, се обидуваат да ја оцрнат локалната власт по првите 100 дена од преземањето на функцијата во општина Кочани. И наместо да кажат нешто против актуелната власт, тие всушност зборуваат за себе и за проектите за кои имале желба, ама не ги реализираа за 9 години градоначалничка власт и 12 години мнозинство во Советот на општината. Почитувани колеги од ВМРО ДПМНЕ, рано е да зборувате за неостварени проекти на оваа локална власт, затоа што таа само што започна да ги враќа огромните милионски долгови во евра, што ни ги остави вашата криминална врхушка на чело со поранешниот градоначалник, против кој има кривична постапка. Додека бевте на власт, ниту помислувавте на граѓаните, ниту градевте, туку повеќе мислевте на себе и крадевте. За среќа на граѓаните тоа време помина, но нема да ви биде заборавено, па секој ќе ја носи одговорноста за сопствените постапки и злодела. Сето друго што го презентиравте на пресконференцијата во обид е набројување на вашите замислени, но неостварени желби, што не заслужуваат посериозна анализа и коментар, се вели во реакцијата на Општинската организација на СДСМ од Кочани. Комуналното предпријатие Водовод ги известува граѓаните, а посебно учесниците во сообраќајот, дека на 12 февруари ќе биде затворена за сообраќај улицата од мостот кај гимназијата Љупчо Сантов до мостот кај шопинг центарот. Според писменото известување, в понеделник во периодот од 7:30 до 13:30 часот, целосно ќе биде запрено движењето на возилата, а причината за затворањето на улицата е интервенција во сечењето на исушените стебла и гранки од дрворедот. Подржувачите на делото на македонскиот револуционер, кратовски војвода, член на македонската револуционерна организација Славчо Абазов, скромно го одбележа навршувањето на 90 години од неговата смрт. Неговиот внук се потсети на активностите и револуционерната дејност на својот дедо.
Се навршуваат 90 години од смртта на Славчо Абазов, македонски револуционер, кратовски војвода, член на Македонската револуционерна организација. Оставил забележителни траги во македонското револуционерно движење. Учествувал во подготовките за Илинденското востание, војувал за време на Балканските војни, а по Првата светска војна станал член на потесното раководство на емигрантската Илинденска организација. Неговите подражувачи и роднини се потсетуваат на неговиот лик и дело. За него е многу пишувано во македонска историографија, има многу документи пишани онаден, пошто учествувал е у борбите 6-7 година со турците. Првата Балканска војна е учесник, втората Балканска војна е учесник и Првата светска војна е учесник. А после како војувањето па се у политички живот во емигрантското здружение под име Илинден, здружение у Софија, у двата мандата, у вториот мандат и умира и е прв благајник, прв касиер на организацијата, на Илинденската организација. По завршувањето на Првата светска војна, Славчо се повлекол во Бугарија, каде учествува во активностите на македонските емигрантски организации и бил член на Кратовското добротворно братство. Учествувал во основањето на Илинденската организација и бил прв нејзин благајник. И исто така учествувал и во основањето на Македонската кооперативна банка во 1925 година. Инаку Македонското патриотско друштво во Кочани го носи името на војводата Абазов. Пред година-две низ Македонија се патриотски друштва, македонски патриотски друштва се основаа. Меѓу другото, овие тржија да се сложиме како внук на војводата тоа, да го дадеме нашата фамилија името да користат они. Значи, Кочани македонско патриотско друштво го носи веќе името на Славчо Абазов го носи. Дори има иницијатива да му идеме на гробот и он е умира 28 и е погребан на централните софијски гробишта. Таму дори има иницијатива тоа македонско патриотско друштво еден ден да идеме таму и на гробот да парехидата да правиме. Славчо Абазов умира млад на 7 февруари 1928 година. Во текот на животот два пати се женил и зад себе оставил 7 деца. Неговиот син Славчо Славчов Абазов во 2011 година ја издава книгата Војводата Славчо Абазов 1883-1928. Предлог извештајот за работењето на Сдруженијето на пензионери Кочани и разгледување на годишната сметка на Сдруженијето за 2017 година се главните точки на кои Кочанската пензионерска организација ќе расправа на седницата на извршниот одбор закажана за 21 февруари. Сдруженијето на пензионери на Кочани деновиве ја подготвува предстојната седница на извршниот одбор на пензионерската организација, која е закажана за 21 февруари во управната зграда на пензионерите. По тој повод засилено се подготвуваат материјалите кои што ќе се најдат на седницата на извршниот одбор на пензионерската организација, меѓу кои главно место ќе има предлог извештајот за работењето на Сдруженијето на пензионери Кочани во 2017 година. Предлог извештајот на надзорниот одбор за финансиското работење во 2017 година, како и предлог извештајот на пописната комисија и разгледување на годишната сметка на Сдруженијето на пензионери Кочани за 2017 година. На седницата на извршниот одбор на Кочанската пензионерска организација ќе биде разгледана и програмата за работа во оваа година, како и одлука за одржување на годишно собрание на Сдруженијето на пензионери Кочани. Како што не информира председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорѓе Серафимов, се очекува на седницата на извршниот одбор на пензионерската организација да се развие богата дискусија по извештајот за реализираните активности во изминатата 2017 година и по годишната сметка за 2017. По оваа седница до одржувањето на годишното собрание, што ќе се одржи на почетокот на месец март, се очекува да предстои јавна расправа по сите 15 ограноци на Кочанската пензионерска организација и нивните забелешки да бидат содржани во извештајот за годишното собрание.
Следува информацијата од спортот. Фудбалските екипи во предстојниот викенд ќе играат на домашен терен, без разлика дали се работи за првенствени или пријателски надпревари. Кошаркарите ќе гостуваат, а за останатите спортски екипи се уште не започнал пролетниот дел од првенството. Иако за дел од спортските екипи од Кочани, кои се надпреваруваат во државните првенства, се уште трае зимската пауза, сепак предстојниот викенд ќе донесе интересни спортски случувања. Со оглед што на домашен терен ќе играат фудбалските екипи во голем и мал фудбал, љубителите на спортот ќе можат да уживаат на спортските терени. В недела на стадионот Никола Мантов во рамки на третиот контролен пријателски надпревар, фудбалерите на Осогово ќе го дочекаат тимот на Тиквеш од Кавадарци. Со оглед на успехот што на изминатите две пријателски средби дома и во Прилеп го имаше подновената и подмладена екипа, може да се очекува жолто-сините да ја продолжат серијата и да забележат уште една победа. Футсал екипите од Кочани пак, кои се надпреваруваат во втората лига, викендов ќе имаат градско дерби. Унипап и Торпедо ќе ги одмерат силите в недела во салата на основното училиште Никола Карев со почеток од 18 часот и 30 минути. Подгревањето на неизвестноста за крајниот резултат доаѓа посебно по минатонеделната победа на Торпедо против фаворизираната Шкендија, како и нерешениот резултат што Унипап го постигна на гостувањето против Овчеполе. Кошаркарите на баскет Дино и овој викенд ќе гостуваат во Скопје. Екипата што се надпреварува во третата лига за противник ќе има последно пласираната Спарта, поради што уште од сега може да се очекува момчињата на тренерот Сашо Лазаров да се вратат со освоени бодови. Најмладите кошаркари пак, кои се надпреваруваат во М12 лигата, во Скопје ќе му гостуваат на тимот на Вардар 2. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8, а веднаш по нив погледнете горе признато издание на емисијата Осумаголник со Тони Ајтовски, чиј гостин е градоначалникот Николчо Илиев. Довидување и пријатен викенд.